јасни бевме со колегата Никола Мицевски дека ќе бидат одбиени овие амандмани. Впрочем, и поволимиот дел до сега како власт многу малку се освојува. Единствено, минатиот буџет, кога интервениравме во делот на прочистувачи на воздух за училиштата, универзитетот и така натаму, што ни беше усвоено и на некој начин се овозможи да студентите, учениците можат да во училниците, каде што имаше една статија, не знам колку знаете, дека во основните училишта има многу загаден воздух, имаше големи реакции на ниво на Штип и се алармира целата штипска јавност во однос на загадениот воздух. Така да во овој дел би сакал да напоменам дека се работи за прочистителна станица, се работи за две населби. Тоа е населбата Чардаклија, населбата Балканска. Овие канализационен систем го направи претходната влада и локалната самоуправа и остана еден дел, многу мал крак, некаде околу 300 метра ме се чини во горниот дел на населбата Балканска, каде што не беше поврзана канализацијата. Се направи и тој дел и сега останува водата влегува во реката Брегалници. И тука имаме сериозен проблем. Значи мора да се најде начин тука да се направи пречистителна станица, да се најде начин да отпадните води од тука да можат да се спојат во Штипскиот колектор на некој начин или таа пречистителна станица да ја прочистува водата со можност да граѓаните на некој начин како што реков во делот на теченијата на реката Брегалница, односно градот Штип кај што се напојува од бунарскиот систем, да може да има квалитетна чиста вода, да нема можности и опасности дека во идно време ќе се случи да таа вода се загади. Така да јас ги замолам колегите пратеници доколку се во можност да интервенираат, да помогнат да се изгласа овој амандман. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријамен пратеникот Диме Велковски.